Без масовни собирања и со почитување на многобројни протоколи. Денеска во Прилеп се одбележаа 79 години од подигнувањето на востанието против фашистичкиот окупатор. 11 октомври е прогласен за Ден на народното востание во 1945 година од страна на президиумот на АСНОМ, чиј председател тогаш бил Методија Андоновченто. Честувањето денеска започна со положување на свежо цвеќе на спомениците на Методија Андоновченто, Кузма Јусифовски Питу, потоа алејата на великаните, споменикот Жена Борец и криптата на могилата, каде почиваат останките на над 600 партизани. Владината делегација ја предводеа вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров и министерката за образование Мила Царовска. Според вице-премиерот пак Димитров, како внуци и правунци на илинденците и есномците, ние како генерација нив им ја должиме нашата државност. Државност која сега била стабилна поради членството во НАТО. А следната задача на нашата генерација била европскиот начин на живот да го донесеме дома преку пристапниот процес. Во однос пак на ултиматумите кои што моментално ги поставува Бугарија како некаков услов за почеток за преговорите со ЕУ, Димитров рече дека би било неевропски, доколку нашиот јазик стане пречка за Унијата, и додаде дека никој нема право да се меша во нашето право на самоопределување. Ако Европската Унија дозволи на некој начин ова да биде пречка, тогаш нема да ја заслужи придавката во своето име Европска и не знам дали ќе можеме да веруваме на таква Европска Унија. Сите што сакаат на македонскиот народ да му бидат блиски и пријатели, мора да не прифатат кои сме и каков јазик зборуваме. Ние зборуваме македонски јазик. Нема, без елементарна почит не може да се развива блискост или пријателство. Никој друг на светов, ниту една друга држава, нити соседна, нити подалечна, па нити меѓународна организација, нема право да се меша во нашето право на самоопределување денеска. И процесот што го почнавме со Бугарија во однос на разговор за наративите од заедничкото минато што не поврзува, мора да има и прифаќање на реалноста. Историјата не можеме да ја смениме, сегашноста можеме да обезбедиме подобра иднина. Сака мудрост од двете страни. Почит во Прилеп денеска одадоа и делегации на Министерството за одбрана, представници на Собранието, представници на странски амбасади, политички партии и граѓански здруженија, како и Сојузот на борци од Прилеп, од каде што рекоа дека партизаните се континуитет на линденците и дека тие се бореле за создавање на македонска држава. Според нив, апсурдно е некој да бара промена на нашата историја. И од моја фамилија се бореа за независна и слободна Македонија во склопот на една поширока заедница. Значи, беа се бореа за Македонија, за македонска држава, која после Самуила би била прва слободна демократска држава. Историјата е историја, таа не може да се менува. Учесниците во НОБ се учесници, могилава не може да се менува. Тука изнад 600 души погинати партизани има. Во 1941 година Прилеп броел околу 25.000 жители, од кои што 8.000 учествувале во НОБ. Од нив 2.700 биле директно со пушка во рака. Од 66 народни херои во Македонија 15 се од Прилеп. За време на НОБ загинале 650 плепчани. Токму затоа во 1975 година Прилеп е прогласен за град херој. Долговековниот сон и стремеж на македонскиот народ да има своја самостојна независна држава продолжи токму на овој ден, 11 октомври 1941 година, и токму во Прилеп, Прилеп град на непокорот, Прилеп град пракосник, Прилеп град правоборец и град херој. Освен овие активности по повод празникот, денеска се одржува и еден детски музички фестивал и државно првенство во даунхил ке местноста Топташ.